Господине Мирко, јас наprvo би сакал да ви се заблагодарам што ја одговоривте на нашава покана за еден наш краток разговор. И се разбира малку повеќе да ја запознаеме струшкава јавност околу вашите активности во текот на локални избори, се разбира бидејќи сте и нормално кандидат за градоначалник на општина Струга. Она што најпрво ме интересира, после парламентарните избори бевте на функција министер за инвестиции. Надворешни инвестиции, за привлекување на надворешни инвестиции. Сега она што ме интересира, што ве мотивираше и да се кандидирате за градоначалник на општина Струга? Да. Прво и вас ви се заблагодарувам за интересот да го известите јавноста што повеќе околу локалните избори за 15. октомври 2017 година. Да ги поздравам и сите ваши гледачи, ТВ гледачи, и да ви посакам и вас успешна работа во вашето работење и информирање на граѓаните. Па, локалните избори се една поголема одговорност што се превзема во поглед на менаџирање со цело ова население и со институциите од локалната власт, значи општината. Јас имам големо искуство од 2 мандати и знам дека јас во 2013 година многу позитивно остави финансиската положба на Струга, но и атмосферата за еден подобар живот и соживот во Струга, а од друга страна и подобра сигурност и мир во градот. Овие можда се некои причини што ме враќаат назад да конкурирам за кандидат за градоначалник на општина Струга, а има и многу работи кои сигурно ќе ви кажам во оваа емисија што вие го припремате во врска со локалните избори. Тука спаѓаат и доста проекти кои веќе беа започнати и оставени на половина, но и многу проекти кои јас ги оставив, а кои власта во заминување, локалната власт во заминување, можда не покуша да ги направи. И затоа, со моето искуство веќе и како пратеник, и како министер за привлекување на надворешни инвестиции, кои го обавив за кратко време, но многу плодно. Значи, ако во моментот кога дојдов во кабинетот на министер за привлекување на надворешни инвестиции, верувајте дека не најдов ни еден проект во шкафот. За 100 дена веќе имам 27 проекти, од кои веќе 3 апликации. Една во Тирзот во Струга и 2 во Тирзот во Бунарџик Скопје. Значи, со тоа што секој дневно веќе уште работам во тој поглед да што повеќе странски инвестиции влегуваат, а од друга страна и со новата промена на законот и дополнување на законот за субвенционирање на инвестиции, веќе правиме уште еден корак повеќе со тоа што и на домашните компании, а и на странските кои ќе вложат и надвор од тирзовите, значи трговско-индустријска развојни зони, ќе имаат исто така слични субвенции, можда и подобри, и со тоа јас се надевам дека можам многу повеќе да допринесам за мојот и вашиот сакан град, Струга, и да направиме нешто поубаво во поглед на зачувување на мирот, сигурноста и соживотот тука во Струга. Она сега што посебно ме интересира, значи 2 мандати бевте градоначалник. И сега со вашата повторна кандидатура имавте можност
повторно да ги посетите села. Значи бевте во сива околни села. Она што ме интересира сега, дали почувствувавте некакви промени, да речеме од периодот кога сте ги оставиле населбите, па еве сега после толку години се, мислам дали нешто е изградено, нешто вложено инфраструктура, тие работи така нешто. Јас знам дека граѓаните на 15 октомври ќе го кажат ова што го викате вие со гласот што нема да го дадат на тие што беа 4 години тука. А од друга страна јас сум многу горд и задоволен во целата ова кампања што прошедав ни сите тие населени места и сите ме очекува на некој начин да се вратам со душа и срце. Навистина, претходниот градоначалник кој си замина пред време и стара пратеник и сега се враќа повторно, ама баш не дека не ги посетил, али не реализирал можда и ниеден проект во скоро 90% од населените места во, да речам, селските населени места во Струмска општина. За жал, за разлика од јас кога бев градоначалник, можда и во најмалото село сме реализирале 2, 3 или повеќе проекти. Во најмалото, да не речам во поголемите по 10, 20 и повеќе проекти. И велам, не знам, со нестрпение ме чекаат луѓето да дојде 15 октомври сигурно да гласаат за Рамис Мерко и сигурно листата на кандидати кои за советници од Демократската унија за интеграција, кои навистина се сите и интелектуалци, и хуманисти, и ориентирано, да не речам, и верски, и национално, во поглед на зачувување на оваа струка и стварање подобри услови за еден подобар живот, не само за нас што сме денес, него и за идните генерации. Дали во текот на, јас малце слегувам на локално ниво на села наши, дали во текот на вашите средба, еве моментално сте запознати со некои нови потреби што им требаат на граѓаните, покрај она што веќе рековте пред малку, пред вашето заминување сте оставиле нешто, значи некој проект, меѓутоа времето дошло на нови избори и дали веќе се запознати со потреби, луѓето ви сигнализираат да треба ова, па дали ќе го реализираме ова? Јас и моите колеги, мислам, од Демократската унија за интеграција за советници, кандидати за советници, а и структурите на ДУИ во овие населени места, веќе со формирањето на штабовите и со започнување на кампањата, ние излеговме прво во структурирање на штабовите, а сега веќе ево цела недела и наредната ќе ги посетиме сите населени места и во сите населени места ќе посетиме се што ќе побараат граѓаните од тие населени места. Ние правиме на кампања, значи, кандидатите кај граѓаните. Не граѓаните кај кандидатите, него кандидатите кај граѓаните и затоа во сите места каде што до сега сме отидени, а и каде треба да одиме, заедно со мештаните, одиме на сите места каде што нив им треба утре да се направи некој проект. Значи, да се асфалтира некоја улица, да се отвара некоја улица, да се прошири водоводната мрежа, да се прошири секундарната канализациона мрежа, да се направат некои објекти како што се можда во Подгорци има веќе ту има направено одлично школо, но во некои места треба реконструкции, во некои места нови школи и така натака, значи треба сигурно зафати на нови извори
донесување на таа вода преку цевоводи до базени, негде кога треба базени да изградиме и така натаму, треба да изградиме и нешто додатни објекти кои им треба на селото. Ево кај вас веќе, јас знаете од 2012 работам на проектот за изградба на нова џамија. Како тоа, значи, направи старата гарнитура, ние сакаме во тој поглед да бидеме многу отворено и да се помогне во сите верски објекти кои навистина ќе попараат граѓаните од тие населени места. Тука, значи, направено еден пребив, но мислам дека и обичам на Подгорчани дека ќе го компензираме. Значи, отворени сте и за, речеме, да прифатите и нови проекти, покрај старите, да речеме што е. Понешто понатаму, ева, би рекол, ме интересира, дали со избор на ваш началник на струга, може да очекуваме и поинаков пристап во раководење на општината, да речеме, со цел да се дојде до поефикасно решавање на проблемиве сега, да речеме, после толку години што веќе повторно кога би се вратили на функција? Па сигурно дека Не, се извинувам, овде мислев, дали Да, приоритет ќе му ставите само и на другите населби, не само на струга? Не. Кога викам струга, зборуваме за целосно Јасно. струга и стручко, за сите населени места. Јасно. Не викаме само струга градот. Значи викаме струга со сите населени места. Ако зборуваме во тој поглед, јас можам да додавам малу што имаме предвидено во програма. Не само соработката со местните заедници, со мештаните, со невладините, со другите институции од локална власт, од централна власт, од регионот. Тоа е помалата работа, него што можеме да направиме со нашето искуство. Во програма, например, имаме изградба на нова болница во Струга, нов медицински центар. И јас им викам на граѓаните дека тоа ќе го правиме без да зашто стално прашуваат од каде пари. Првото е од каде пари. Јас им кажувам дека без да се побара средства од граѓаните, без да се побара средства од општината, односно да се трошат средства од буџетот на општината или од државата, ние ќе направиме многу велелепен медицински центар за сите граѓани од Струга и Струшко, за подобри услуги, услуги за поголемо вработување, зашто ќе требаат уште 100 или повеќе вработени, но од друга страна ќе работат и компании, градежни компании и попратни градежни компании, сигурно 2 или 3 години во тој објект, значи ќе отвориме еден многу голем број на активности, за да можат да најдат градежните компании место за работа, пак ќе викате како. Значи, во сегашниот медицински центар е сместен во една површина од 12.000 квадрати. Ќе направиме јавен тендер, јавен оглас, кој од некој инвеститор или повеќе кои ќе се јават, да им го дадеме тоа место и во противвредност на тие средства и на тоа место да ни изгради нови згради, значи 12.000 квадрати, по 200 евра нека е 2.400.000. Со тие пари ќе изградиме нови болници, згради, со тоа што општината ќе му даде бесплатно земјиште и ќе му урбанизира и исто така нема да му земи и комунали. Значи, многу лесна идеја, убава идеја, која е реална, не дека ќе се излажиме во ова. Например, ние имаме во Струга полиција сред градот, тука во сред населено место. Зашто да не отвориме работа за градежните компании, да му го дадеме тоа и во противвредност ќе му дадеме земјиште, веќе имаме замислено кај противпожарниот дом, каде што е фреквентна улица или
регионален пат, магистрала, со тоа што за ова место ќе ни изградат згради, имаме подобри услови, не како сега што влегуваме во лавиринти за една лична карта, за извод или за пасош, него ќе има добри услови и за тие вработени, и за мислам луѓето или граѓаните кои ќе дојдат да побараат услуга, ќе се отворат нови работни места и ќе имаме поубава струга. А на компаниите ќе му нацртаме тоа што сака. Дали сака, например, станови да градат, дали кај медицинскиот центар ќе израсне некој убав трговски центар со паркинзи, со едно, друго, трето и така, или некој добар хотел во Струга, кој навистина ни треба за туризмот. И понатака, што не е многу реално, стално викаме дека не е среден сообраќајот, нарочно во летниот период. Се паркираат било каде и печалбарите кои доаѓаат, но и ние од тука. Ние од 2012 веќе имаме детален план за подземен паркинг. Целиот плоштад и целото шеталиште требаше да се направи подземен паркинг. Но ние не стигнавме, а овие воопшто и не го отворија таа тема. Ние сакаме прво да отвориме работа за градежништвото, со тоа што со законот за јавно-приватно партнерство да го тендерираме и да му го дадеме на некои компании да го изградат и да го користат 20, 30, 35 години, 40. Така нешто. Јавно-приватно партнерство, значи тоа има закон, а над паркингот да има добри шадрвани, да има столици, да има шеталишта, да има паркови и така натака, да го заличиме градот. Значи, види, овие се идеи кои се многу отворено. Значи, и ако прашувате од каде пари, ево пари. Значи, секој сака да инвестира, но нема кај да инвестира. Ние му ствараме услови да инвестира. Ние сакаме народот да се збогати, не државата да се збогати. Ако има народот, што му требаат парите на државата? Со тоа што ние, со парите од буџетот на општина Струга, ќе направиме водоводни мрежи, канализациони мрежи, ќе направиме школи, ќе асфалтираме улици, ќе отвораме нови улици. Значи, пари има, но треба некој да менаџира. И понатака, кога зборувам за инвестиции, значи реков дека во Тирзот во Струга имаме една германска компанија која веќе работи од ЕВ Електрик. Истата има земено уште две маркици има земено две амерички компании, две турски компании, една струшка компанија, така што и во тој дел јас одговорно тврдам дека за 2 или 3 години ќе се изградат тие хали, а истите ќе вработуваат освен компании кои треба да ги градат, него и 2, 3 или 4 илјади нови ќе се отварат работни места внатре во тие компании. Значи, јас тврдам дека нека имаме луѓе, граѓани кои ќе треба да работат. Но бидејќи и Охрид е тука близу и другите градови, ја мислам дека ова работа добро ќе ја завршиме и во овој поглед ќе бидеме лидери во регионот. Оно што посебно сега ме интересира, споменавте голем број на проекти кои што треба да се реализираат. Многу мало споменав. Мислам, многу повеќе споменавте да се надеваме. Имате ли стручен кадар, на вашата советничка листа што може да одговори на овие предизвици? Нормално треба да има стручен кадар кој ќе ви олесни во... Видите, јас од 2005 направив добра администрација во општина Струга. И минатата власт работеше со таа администрација. Тоа е едно. Второ, имаме центар на планскиот регион тука, во Струга, за југозападен регион со седиште во Струга,
каде исто така има личности, специјалисти за проекти. Таму имаме ние до сега направени и готови проекти, сигурно што бараат негдека и 100 милиони инвестиции. Значи, имаме готови проекти. Имаме еден голем готов проект што јас сум го завршил како проект 2012 година во Планскиот регион за канализационен систем за селата Подгорци, значи Трнова од Подгорци, превзема Вевчани, превзема горниот дел кај се хотелите од Велешта, доаѓа до патот за Октиси и Белица, го превзема Октиси, го превзема и Белица, доаѓа Враништа и доаѓа во пречителна станица. Значи, тоа е готов проект кој можеме утре да го тендерираме и да почне со работа, со тоа што и ќе го спасиме и Велешта. Вевчанските фекали не одат веќе во реката на Велешта. Значи, тоа е еден. Ви тврдам дека има десетици такви проекти кои навистина треба да се направат. И затоа при посета на населените места веќе му укажувам дека кои проекти можеме и многу побрзо да ги направиме. Значи, ако правиме колекторски систем од Ложани до Корошишта, сите тие места можат слободно, забрзо да почнат со секундарна канализација. За некои веќе имаме проекти, уште за две помали населени места нема, но тие брзо се прават, така што и овие села можда за еден краток временски период ќе бидат прифатени во колекторскиот систем. Сега, ако веќе дојдовме проблемите кои што ги тиштат овие населби, територијава кај што е од Лабуништа па наоколу Струга, а забележително е присуство не само на оваа главна струшка депонија што имаме сега. Имаме и доста депонија, јас доаѓам од Подрус, имаме депонија кај нас, има во Лабуништа, па имаме каменоломи. Дали некој сте ми се ги анализирале тие работи, да речеме, како ви дошло до решавање? Значи, ова е најлошата работа што бара брза постапка и брзо решавање. Во 2010 година Министерството за транспорт и врски за екологија не повика на сите градоначалници на средба и ни дадоа налог или наредба да ги чистиме сите диви депони. И ние како градоначалници, бидејќи знаеме ова проблематика, прашавме во која легална депонија ќе ги депонираме, ако ги превземеме сите, немаше одговор. Значи, во Македонија нема ни една легална депонија, освен Дрисла во Скопје, која е само 25% легална. 75% е пак нелегална. Од 2010 година во Планскиот центар работаме проект за регионална депонија преку ИПА фондови. Веќе во завршна фаза се и кон децемвар месец треба да се објави тендер за изведувач на регионалната депонија, цирка негдека 26 милиони евра од ИПА фондови. Ја мислам тоа е единото решение за сега, иако во влада веќе од првата седница на влада, кога станав јас и министер, попаравме ова работа да почнеме да ја решаваме, бидејќи до тогаш воопшто можда и не беше дискутирана. Владата презеде обврска да сите депони потпаѓаат на одговорност на владата, не на општините, со тоа што за брзо време ќе има исцелератори кои ќе се постават на тие места за согорување на тие сметови, на тој смет. Да. А од друга страна, обезбедивме и 200.000 евра за струшката депонија, да се направи пункт за примарна селекција и остатокот да може да се балира и да се пренесува
во Трисла. За почеток е добро да нема вакви проблеми, но проблемот се створи пак по вина, јас тоа сигурно го велам, на локалната самоуправа која не беше неодговорна во одржувањето на депонијата. Верувајте, а вие сами ќе си го прашате себе си или граѓаните, 8 години таа депонија се одржуваше со добра фирма, која имаше голема механизација и се одржуваше за 1 милион денари годишно. Тоа е негдека цирка 16.000 евра. Ова гарнитура стигна до 6 милиони денари, односно 100.000 евра цирка. Значи 6 пати поскапо, а го одржуваше човек од фамилијата на градоначалникот со еден трактор, без да го затрпува тоа што ќе го распоредеше, без да се заинтересира за друго. Можда се само запали, ама што не е така. Значи, бидејќи некој најде место да провоцира запалување на депонијата, тоа е сосем друго. Но одговорноста е на локалната, бидејќи тие воопшто велам, не го одржуваат депонијата. Значи ги преостануваат многу проблеми повторно. Не се тешки. Јас и мојата гарнитура, ја мислам дека ќе се справиме одлично со оваа работа. Вие знаете добро, само за 2 дена активиравме како влада, односно јас како министер побарав тоа брзо да се реши и за 2 дена беше искаснат и огинот и беше затрпано во целост и така натака, но не е тоа. Значи, и ние не сме депонијата да остане близу градот. Пред да преминем кон крајот на нашиот разговор, значи се информирани сте околу сите тие работи, знаете дека има доста проблеми и секако како иден градоначалник, ето дека ќе ви преостанува доста напори и вложување, така да граѓаните дали ќе очекуваат, дали тоа на брзина да се реши, бидејќи ќе треба период. Не може да ќе преку ноќ сега дошла па депонија, па реков имаме каменоломи, имаме канализација, имаме водоводи, значи она што го забележав ја, значи имате се тоа предвидено, зацртано во вашата план програма за овој дел, само нормално ја барате довербата од граѓаните, нормално она дека работите треба да бидат постапно. Сега на крајот би сакал да ве прашам, на 15 октомври значи имаме гласање. Што би им препорачале на граѓаните на општина Струга за да добијат вашата доверба? Веќе имаме разделено негдека 5000 програми во кои можат слободно граѓаните да увидат што нуди ова гарнитура на чело со Рамис Мерко. Значи, плюс во програмата ќе додаваме и забелешки или односно нови проекти кои бараат населението на лице место. Можда тоа е доста се гледа голем обем на проекти или број на проекти, но ја мислам дека одлично ќе се справиме со тоа, бидејќи знаеме како се заработуваат средства и знаеме како да ги трошиме средствата со програми и преку барање на самите мештани. Крај граѓаните не знаат дека ние колку имаме направено во тоа време кога веќе имавме 5 милиони евра долгови, се справивме и со долговите, сите ги исчистиме и оставивме добар залог за понатаму да работи локалната самоуправа. Сега многу мина ме плашат дека многу долгови и понатака има створено минатата гарнитура. Ја не се плашам од тоа. Значи проблем плюс? Не, воопшто не се плашам од тоа. Знам да се справам, бидејќи многу потешко ми беше 2005-та, но со моето влијание и со моето име, кое го имав обезбедено од порано,
и тогаш ги решив во рок од 3 месеци сите долгови на општина Струга. Сите камати ги избришав, бидејќи сите им кажа дека се ќе ви биде платено до денар, со тоа што да ги отпишеме каматите и од тој ден да нема нови камати за долговите кои ги должи општината. Сите ме сватија така и многу совесно и многу чисто се до денар беше исплатено. И сега знам дека ќе има долгови, но јас знам дека многу лесно и многу добро ќе се справам и со тие долгови, бидејќи за кратко време ќе створиме буџет, добар буџет за општина Струга. Значи, забравивме пораката до граѓаните. Па сега ќе ги повикам да многу свечано и многу лесно да излезат на гласање. Тој ден да го рачунаат како некој убав свечен ден, бидејќи е обврска и на граѓаните да излезат и да гласат, да излезат што помасовно и да го гласат најдобриот кандидат, како за градоначалник, така и листа за кандидати за советници. Јас ги уверувам дека не дека ние сме подобри, но подобри од нас во моментот и од Рамис Мерко нема. Зато гласајте за Рамис Мерко и листата на Дуи. Господин Мирко, За окружите број 3. Јас најкрај би се заблагодарил за време што го одвоивте за нас. Би сакал да ви посакам успех. Толку будете заграчени, се нам дека ќе не поканите и на свеченоста, се разбира во славата. Сигурно, веќе сте поканети. Благодарам уште еднаш. Значи, се најдобро и се надевам се гледаме во некоја друга пригода. Фала многу. Здрави и живи и успешна работа и вас. Амин. Фала.